Премиере, повторно зборувате за работи и за луѓе со кои што сте биле многу близок во изминатиот период. Заборавате ли вие? Заборавате ли со кого седевте во први редови? Заборавате, изгледа. Токму тие ваши најдобри пријатели беа, меѓутоа не дефокусирајте. Не се обидувајте со некакви работи од пред 10 години, сега да ја замајувате јавноста. Имате конкретен случај и треба да одговорите. Сте ја видели ли оваа фотографија? Сте ја видели ли? На глава на јавниот обвинител за гонење на организиран криминал и корупција, тој е господинот Ислам Абази, кој што беше предложен и со... Да, така е, дофрлете од место, не е проблем, ќе ме дефокусирате. Со акламација на некој начин го избравте сите, без ниту еден глас против. Сите до еден гласале за него. Тоа партиско влијание или не е партиско влијание? Па токму тој, Ислам Абази, треба да спроведе постапка за синот на овој што му седи на глава, почитуван премиере. Дали е тоа возможно? Не е возможно. Така? Ние не очекуваме дека ќе има постапки. Меѓутоа, ние очекуваме, како што кажавте за Рамис Мерко, дека кога вие би биле на негово место, би си поднесле оставка, истото да го направите и за јавниот обвинител за гонење на организиран криминал. Нека си поднесе оставка. Затоа што не процесуира никакви процесни действија понатаму, поврзано со случајов. Со оглед на тоа дека се работи за скандал од огромни размери, во кои што се замешани дури и странски актери, а голем финансиски скандал, вие требаше тоа до сега да го направите и да инсистирате, затоа што вие сте премиер на оваа држава. За тоа дали сте избран тука што лажете, не сте избран, па сите знаат дека не сте биле на избори. Еден совет ќе ви дадам за крај, бидејќи немам дополнително прашање. Ако не можете да влијаете на овој јавниот обвинител за гонење на организиран криминал и корупција Ислам Абази, тогаш сигурно е дека можете да влијаете врз Љубомир Јовевски, кој што тука ни го предлагате да го гласаме за уставен судија. Тоа е на ваш предлог и ова парламентарно мнозинство тука од ДУИ и од СДС го имаат гласано и го имаат поддржано. Советот на јавни обвинители е во потполност ваш. Ве повикувам да си го повикате јавниот обвинител, да поразговарате и да побарате од него да се расчисти оваа ситуација. Бидете еднаш премиер, затоа што тоа не сте, почитувам господине Ковачевски.